Американскиот председател Барак Обама замина за Грција на неговата проштална турнеја на чело на Соединетите држави, при што ќе ги посети и Германија и Перу. Обама, говорејќи пред 6-дневното патување, изјави дека една од најважните работи што може да ги направи за време на неговата турнеја е да ги увери американските сојузници кои можеби се загрижени од изборната победа на Доналд Трамп. Тој ги искритикува сојузниците во НАТО за време на кампањата дека недоволно плаќаат за нивната собствена одбрана. Трамп исто така изјави дека Соединетите држави не може да го финансираат НАТО на сегашно ниво. Само Соединетите држави и 4 други сојузници во НАТО, Грција, Британија, Естонија и Полска, ги исполнија своите финансиски обврски спрема НАТО во минатата година. И покрај критиките за трошењето за НАТО, Обама изјави дека новоизбраниот председател, кој ќе ја преземе функцијата на 20 јануари, посочил оти тој се залага за одржување на врските со американските сојузници. The influence and the work that we have is the result not just of the president, it is the result of countless interactions that makes us that indispensable nation when it comes to maintaining order and promoting prosperity around the world. That will continue. In my conversation with the president-elect, he expressed a great interest in maintaining our core strategic relationships. Обама за време на неговата последна турнеја во странство како американски председател се очекува да се сретне со германската канцеларка Ангела Меркел и со други лидери во Германија и Грција. Во Перу тој ќе учествува на самитот на земјите од Пацификот, на кој ќе има средба и со кинескиот председател Кси Џинпинг. Турнејата на Обама требаше да биде порелаксирана, но сега тој, како што оценуваат посматрачите, ќе мора да ја искористи за да ги смирува светските лидери по ненадејниот резултат на председателските избори. Оваа победа покрена низа нејаснетки дома и во странство за иднината на американското лидерство во светот. 6-дневното патување на Обама беше планирано кога се чинеше дека демократскиот кандидат Хилари Клинтон ќе победи на изборите и беше дизајнирано како потврда дека Соединетите држави и покрај тешката и отровна председателска кампања сепак остануваат на старите позиции. Сега тој, како што се наведува, има незавидна задача да им кажува на неговите колеги и да им ја објаснува што европејците може да очекуваат од така наречениот Трамп ефект. Поголемиот дел од светските лидери учтиво и со предпазливост му честитаа на Трамп за неговата победа на изборите. Од друга страна, неговото мото најпрви на Америка беше поздравено од националистите и скептиците на глобализацијата, кои на Трамп гледаат како на сродна душа. Трамп самиот се нарече себе си мистер Брекзит, откако Британија гласаше за излез од Европската унија.